Денеска одбележуваме 122 години од убиството на македонскиот великан, револуционер и учител Гоце Делчев. Имено на денешен ден, 4 мај 1903 година, во Баница, Егејска Македонија. Во нерамна борба со турскиот аскер, Гоце Делчев беше смртно погоден на левата страна од неговите гради. За време на неговата смрт имаше само 31 година возраст. Почитувани, Гоце Делчев е еден од главните македонски национални херои кој зема големо учество во македонското револуционерно движење и е срцето на револуционерна Македонија. Делчев е идеолог за независност и живеел во времето на поробена Македонија, која се наоѓа под управувањето на Османлиското царство. Тој е лидер, организатор и водач и неговото име е познато од секој еден македонец, каде и да е низ светот. Оваа година сакав да зборам за неговите дела и зошто се одлучило да му се направи споменик тука во Епик. Гоце Делчев има многу големи дела и сите има многу да кажат за оваа тема. За мене, најголемото дело на Гоце е воведување на силен и борбен дух во македонскиот народ. Со неговата борбеност, интелигенција и харизма успеа да ја прошири неговата желба за независност низ цела Македонија. Ова и се гледа преку неговата девиза: ослободувањето на еден народ треба да биде пред се негово дело. Дело на неговите раце. Какви ќе биде нашата иднина, почитувани гости, зависи од сите нас. Само преку слога и соединување може да имаме успех. Зборував со постарите членови од нашата општина и го поставив прашањето зошто избрале да се изгради споменик од Гоце, а не од друг херој. Ми кажаа на почеток, кога го работеја центарот, пред црквата да биде изградена тука. Имаше слики од многу револуционери низ целиот центар и сите беа почитувани. Но кога одлучи управата да направат споменик, тие решеа заради неговите дела и дека го сметаа како главен лидер на сите револуционери да биде споменикот од Гоце Делчев. Со неговиот лик тие сметаа дека сите борбени лица ќе бидат спомнети и чествувани. И во 1987 година од Македонија го донесе овој споменик, на кого му даваме почит. Инаку, овој споменик на Гоце Делчев е прв во иселеништвото, како што е прва осветена црква, Свети Ѓорги, осветена во 1960 година. Потоа се изгради и освети и првиот манастир во иселеништвото, Свети Климет Охридски во Кинглејк, кој место е купено на 4 октомври 1971 година, а осветен 1978 година. Имаме многу работа пред нас за да ги заслужиме жртвите што беа дадени од сите наши предци, тука и во Македонија. Тие жртвуваа се, за да имаме ние денеска слобода, идентитет, вера, црква, поле, каде што може да се продолжи и да се успее нашата заедница. Мора ние да ја напредуваме верата, културата и историјата наша македонска. Ве повикувам сите на заедничка соработка и соединување. Треба да бидеме поактивни во заедницата и посложни. Обврзани сме сите да се бориме за подобра иднина за нашите деца и да ја заслужиме жртвата на Гоце Делчев и сите што ги изгубеа нивните животи за нас. Ви благодарам за вашето внимание. Да живее Македонија! Сакам да поканам Злате Треневски од Македонско културно-уметничко друштво Светлост.